Почитувани присутни, невозможно е да набројам дури 3% од сите 2046 проекти. И тука ќе запрам со само уште еден проект, наречен еднократен отпис на долгот. Во изминатите 5 години се случи најголемата светска економска криза во светот и европската должничка криза, последени со длабоки удари врз населението. Кризата остави тешки последици во сите земји, вклучително и во Република Македонија. Иако Македонија подобро се справи со кризата од многу посилни европски земји, последиците врз одделни фирми и граѓани не можеа целосно да се избегнат. Кај граѓаните тоа е најизразено преку неможност навремено да ги плаќаат достасаните обврски, што предизвика пораст на бројот на граѓани со долгови за достасани, а неплатени обврски. Од тие причини, а со цел да им помогнеме на најранливите категории на граѓани, ќе се направи една многу конкретна и значајна мерка. Еднократен отпис на долговите. Тоа планираме да го направиме на следниот начин. Корисници на правото на отпишување на долгови ќе бидат лица кои се корисници на социјална помош, лица кои подолго од 12 месеци се евидентирани како невработени лица, кои активно бараат работа во евиденцијата на Агенцијата за вработување со пресек на 31.12.2013 година. Услов е двајцата соопружници да не се вработени, односно само барателот да не е вработен, ако станува збор за лице кое не е во брачна заедница. Кај овие лица, исто така услов е по други основи да не оствариле поголем кумулативен годишен приход од 105.600 денари за претходната година. Исто така, услов е лицата да немаат во својата собственост или во собственост на сопружникот друг стамбен објект за живење, освен оној во кој живеат сами или со своето семејство. Лица кои поради семејна несреќа, смрт на еден од сопружниците или потешка болест или губење на работната способност се доведени во состојба да не можат да ги отплатат долговите. Правото на отпис се однесува на следните долгови со пресечна состојба на 31.12.2013. И тоа на неплатени долгови за електрична енергија кои се утужени и неплатени подолго од 12 месеци. За долговите кои се достасани, а неплатени пократко од 12 месеци, ќе настојуваме ЕВН да одобри повеќе годишен 6 до 8 годишен репрограм. Долгови спрема банките по основ на кредитни картички, минусни салда по тековни сметки и потрошувачки кредити кои се достасани, а не платени подолго од 12 месеци и банките ги имаат класифицирано во категорија Д и не се обезбедени со движен или недвижен имот. Неплатени долгови за парно грејење, долгови по основ на радиодифузна такса. За наведените категории на граѓани и на долгови, отписот на обврските од страна на економските субјекти ќе се изврши на доброволна основа преку одобрување на даночен кредит од страна на државата во висина на отпишаните обврски. Со оваа еднократна мерка многу ќе им се помогне на најранливите категории на населението, кои беа и најпогодени од последиците на светската финансиска криза и европската должничка криза. Покрај најранливите категории на граѓани, корист од оваа мерка би имале и економските субјекти кои би ги избегнале трошоците за завршување на постапките. Овој проект планирано е да се реализира до септември 2014 година. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено, нова изборна програма на ВМРО-ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.